Охридските едриличари извисија како риби на суво. Ги одлагаат сите спортски манифестации, бидејќи немаат пристап до пристаништето. Од Сдруженијето за спортско едрење Акватика јахтинг, кој има активна школа за едрење, а воедно е и технички организатор на Охрид Лейк Сајлинг Кап, на кој учествуваат домашни и странски едриличари, вела дека се принудени на ваков чекор, бидејќи не може да ги спуштат едрилиците во вода. Ова го доведува во прашање и одржувањето на Илиндеската едриличарска регата. Би побарале од локалната самоуправа и од надлежните институции да овозможат да продолжиме со организацијата на Охрид Лейк Сајлинг Кап, бидејќи дел од пристаништето, кој е сега за нас, е на еден начин блокиран од бродови и не сме во можност сите едрилици кои што треба да учествуваат на Охрид Лейк Сајлинг Кап да бидат пуштени и усидрени за тој настан. Белиот украс на езерото, едрилиците, ова лето ќе може да се видат, ама само на грбот на општина Охрид, бидејќи барањето на едриличарите да им биде отстапено половина од пристаништето како лани не наидува на одзив кај надлежните. Би сакал да се обратам до Министерството за транспорт и сообраќај, да ги превземат сите можни мерки, да се воспостави тој ред, како и стои управата УЈАП да ги превземе мерките за дивењето во Охридското пристаниште. Иако со белите украси во езерото, Охрид изгледа како светските монденски места. Од Охридската капетанија била дека до треното пристаниште, старо 83 години, било претесно и за белата флота. Градското пристаниште во Охрид треба да биде најмногу во служба на оние кои што, велам, најмногу. Предност треба да се даде на оние кои што учествуваат во полнењето на буџетот на Републиката, оние кои што вработуваат еден солиден број на луѓе и така натака, така да тој момент ние како држава мора да го гледаме и градското пристаниште и онака како што е тесно и некомфортно и за овој број на бродови, мораме да го користиме рационално. Инаку од клубот за едрење Охридско езеро неодамна испорача ни за барање до надлежните, меѓу кои изграда на десниот крак на пристаништето, дислокација на полицијата и уредување на просторот лево и десно од мостот за укотвување на едрилиците, дислокација на арама, изграда на пристаниште во Струга и на повеќе локации вдолж брегот на Охридското езеро.